Високо стилизираните градини се угледни уметнички творби со изразени естетски вредности, а растенијата само ги надополнуваат дизајнираните форми на ограничените градинарски површини. Таквата градина би можела да послужи како обкружување на колекција современи скулптури или да создава смирено, неутрално обкружување под некоја архитектонска важна зграда. Стилската градина од овој вид бара многу висок степен на координација и внимателно планирање, за да може да извади на виделина суштината на одбраниот стил. Боите, градбите и конечниот изглед на сите материјали се најважни во целата приказна. Тука растенијата се употребени како дополнение, при што нивната бројност е многу поважна од индивидуалната убавина на одделни растителни видови. Кога единствена намера на дизајнерот е да креира многу стилизиран изглед, пристапот кон реализацијата е многу сличен на пристапот на сликарот или на сценографот, која поставува сценографијата на бината. Резултатот може да биде зачудувачки, бидејќи се е целосно подредено на визуелниот ефект, лишен од чувството или интересирањето за одделни растенија. Избирањето растенија единствено поради нивната боја, градба или форма и нивното распоредување во речиси неприродна композиција доведува до тоа завршната слика да се доживува како да е направена од материјали што се дополнуваат. Иако овој пристап го користат многу пејзажни архитекти во проектите со големи димензии, тој може да се приспособи и на помали и поинтимни простори. Со тоа се одбегнува употребата на премногу разновидни материјали на ограничен простор, што често делува хаотично и збунувачки. Наспроти тоа, минималната употреба на материјали остава впечаток на сила и збиеност. Ваквите, во суштина префинети форми на дизајн, носат во себе природна едноставност, која истовремено е нивната главна предност. Дури и во традиционалното планирање на градина, ваквата едноставност може да биде основа на целиот концепт или на избраната тема на градината. Добар пример е градината што се темели на ограничен избор на бои, а содржи само нијанси на зелена боја со многу темни или бели цветови. Многу порадикална или речиси исконска можност е обликувањето на градина во која речиси и нема растенија, туку само тревни површини кои се искосуваат во различни насоки и на различни висини, зависно од посакуваната текстура на површината. Следната можност што го истакнува стилот е ситуацијата кога еден единствен растителен вид се појавува во голем број, особено ако станува збор за растение со необичен изглед. Масовното садење на божури, на булки со две лица или млечки може да даде величествен изглед. Дури и градините со сосема практична примена може да бидат стилизирани. Лејата со зеленчук може да биде обликувана како многу декоративно место. Покрај тоа што ќе дава плодови за јадење, таа ќе овозможува интересно да се комбинираат боите и градбите, без оглед на вообичаено строгиот и точно определен план. Кога зборуваме за семејни градини, еден од најголемите предизвици е усогласувањето на стилизираниот градинарски простор со зградата и со околината. Едно од решенијата е да се употребат локални растенија и материјали, но на сосема поинаков начин. Например, дрвјата и грмушките со кои изобилува околината, а кои поднесуваат подстрижување, може да се употребат за креирање на жива ограда или на дрворед, внатре во градинарскиот простор. Исто така, со камени со чакал од локалното подрачје да се креира поплочени површини или патеки и на тој начин да се направи помодерен, инаку формалниот вид градина. Малите градски градини, особено оние што се обкружени со ѕидови, се идеални за креирање на стилизиран вид градина. Иако најчесто се наблюдуваат од исто место, добиваат непредвидливи можности. Да речеме, таквата градина можете да уредите како театарски, речиси дводимензионален простор, така што за постигнувањето на лажно чувство на перспектива, ќе употребите крути површини под различни агли, вкомбинирајќи ги нивните бои, форми и распоред. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.